И такви некои филмови кои што имаат таква содржина да го поттикна човекот на едноставно дека таков успех и голема моќ е суштината на животот и да се стреми да ита кон такви вредности на подсвесно ниво, бидејќи на овој начин тоа што го восприемаме ние подсвесно го чекориме во реалниот живот. Значи ние создаваме воспитание, перцепција која што подсвесно не води кон одредени вредности и идеали и да речеме може да се стремиме да влегуваме во некои помоќни фирми, да подсвесно бараме некои по-луксузен и идеален живот во нашите очи, кој што сме го фактички восприемале од она што сме го гледале долги години. А сето тоа реално да е многу погрешно, бидејќи тоа, како што кажав на почетокот, да не е суштината на животот, значи филм кој што нема да не доближи до таа суштина и смисла и вистина за животот, и на тој начин ние да се одведеме кон пропаст, кон духовна пропаст. Сега тука би го надоврзала и психолошкиот момент кај децата, поготово кај децата, ама мислам дека ова ќе го зборувам во посебното видео кое што го планирам за психолошкото влијание на цртаните филмови, на ваквите филмови кои што се достапни за деца и играчките, како сето тоа влие и врз нивното градење на личноста. Меѓутоа, еве во кратки црти, детето кога ги гледа сите тие филмови или детски цртани, тоа целосно се идентификува со тие ликови, бидејќи поготово затоа што ја нема таа свесност и перцепција да направиш дали ова реално или не, за разлика од повозрасниот човек, детето директно се прилепува за ликовите и затоа многу често ќе видиме дете кое што гледа Спајдермен или Бетмен или кои да се тие херои кои што современата ера ги донесе, целосно да буквално влегуваат во тие ликови, да бараат и облеки и играчки, затоа што нивниот свет се гради врз база на илузија на цртаниот филм кој што го гледа, меѓутоа многу блиску влијае и на човекот, на возрастниот, затоа што, еве, како што кажав прималку, човекот не е свесен дека сето тоа несвесно го воспитува, му го води патот на животот, иако мислиме дека тоа е едно слободно време во петок, па ајде сега филм ќе гледаме, као ништо не е една забавна активност од викенд, времето кое што ни е слободно, ништо важно, ништо сериозно, ама всушност да биде многу сериозно токму заради овие причини. Кога сме веќе кај тој момент, од каде целата таа приказна почна? Ако се сеќавате, барем ние што сме 90-та, 80-та, 90-та, 2000-та година, знаеме дека живеевме во една многу поразлична ера во која што интернетот се уште не беше завладеан во општеството. И некако бевме ограничени на она што ни го даваше телевизијата, барем во тоа време. Меѓутоа, пред да дојде една таква широка ера на толкаво поле на различни филмови и ТВ канали, ние имавме една терестријална, односно бесплатна телевизија, која што беше земјена и се испраќаше буквално на сите во сечи дом. И имавме сите некои основни ТВ канали, како МРТ1, МТВ, не знам кои беа, и сите ги имавме не имавме некој посебен избор и гледавме тоа што ќе ни се буквално пласира на телевизија. Сега, оној момент, негде 80-тите години, 90-тите, дојде една, бидејќи човекот е едно суштество кое што ита кон тој технолошки развој и бизнис раст и ширење, така како и за се во современиот век во кој што ние итаме кон се подобро и подобро, се по ново, дојдовме до кабловската и сателитската телевизија. Што направија тие? Ако не имавме 5-6 ТВ канали кои што ни беа достапни сите и на кои што најчесто луѓето во телевизиите пуштаа нешто што е паметно, квалитетно и содржајно, сега се доведе буквално целиот свет кој што има
ТВ канали, добри филмови, не знам, добри серии, да може да не соедини во рамки на тоа ако ние плаќаме кабловска и сателитска, да можеме да имаме пристап буквално до светот. Односно до она што е ин во, не знам, Шпанија, Аргентина, Америка, Русија и така натаму и така натаму. Што значи тој технолошки развој во оваа ера не доближи до повеќе аспекти на тоа кои се нашите можности во слободното време и сето тоа донесе за нас можеби позитивно, поготово за нас децата во тоа време, ние го обожававме Cartoon Network, значи цртаните, MTV беше исто така најинтересно тогаш да се гледа, значи некои музички спотови од светот, бидејќи немавме пристап, ако имаш компјутер дома да отвориш YouTube и да видиш што се случува. Сето ова низ телевизијата фактички нас не доближи до светот, до она што се случува. И од тука започна буквално целата оваа приказна во која што ние живееме дури со интернетот.